чест на 22 ова перот на звуката албанска што вика бевме сведоци на два настана кои треба да не загрижуваат на некој начин. Прво се во Битола ставија почесен консул на албанците, на Албанија, како упориште и место, град, каде што е создадена нивната азбука и така натака и така натака. Во собранието на Македонија имаше промоција на награда, прв пат државна награда во Македонија 22 ноември во чест на азбуката албанска и таму доделија награда и така натака, меѓу кои и на еден американец, некој представник во политичката сфера на Америка. Истиот ден во кругот, во дворот на општината Чаир, Талат Џафери, како председател на собранието, само во декор во иконографија со албански знамења, направена предадена исече лента за надписта на еден американски председател кој бил голем лобист за албанското единство во светот. Тој споменик нека пред 2 дена го отворија. Во исто време, пандан сега на ова, неколку примери што ги наведов, ќе наведам уште еден друг пример. Во исто време кој се случува, во Гостивар, Заев, премиерот, значи, на Северна, тој изјавува со новото име Северна Македонија е исполнет вековниот копнеш на нашите предци. Никој не реагираме, никој не направи. Не, ја кажувам сега, ви кажав, колку сум јасен, ви кажав, од една страна што се прави и што се прави од друга страна. И тоа нашите репрезенти. Тоа е тоа. Уште една-две реченици околу ова изборите, беше актуелно, слушав што се говори и претходно имаше вчера, исто имаше некоја добра дискусија тука. И тоа треба малку да го разјасниме, ако ништо друго, барем пред нас, пред себе си и слично. За лажни ветувања, видовме, сведоци сме 30 години дека нема никакви казни. Едната партија пред избори ветува се што треба, и ако мислите дека онаа флоскула што се кажува дека па добро, ќе ги казни народот, не ги исполнија ветувањата, со тоа што нема да гласа за нив, тоа ништо не значи, затоа што доаѓаат тие други кои ќе бидат избрани, кои исто така се со лажни ветувања. Значи, ветувањата се лажни и затоа 30 години ние се вртиме во круг, во постојан круг. Ова сега, постојано зборуваме ние дека претходните избори како може да се организираат, а нема попис на населението. Па и овие избори сега нема попис на населението. Нема попис на населението. Проблемот ќе биде во друго нешто. Дали сите ќе бойкотират? Нема да бойкотират. Барем 5% има идиоти кои сигурно ќе излезат на изборите, а тоа е песимистичка процена, односно оптимистичка процена. Да. И замислите тоа и тие ќе направат ова. И затоа треба тука некои умни глави, треба од правни аспекти да го натакат, патриотски, со ладно срце, со ладна глава, да видиме што ќе правиме. Благодарам за вниманието.